Во најновиот годишен извештај на Репортери без граници Македонија, по слободата на медиумите се најде на 117-тото место од 180 земји во светот. Во минатата година, Македонија беше на 123-тото место, што според најновиот индекс на слободата на медиумите е за 6 места подобро. Во образложението за Македонија се наведува дека ситуацијата со македонските медиуми во минатата година продолжила да биде лоша. Годината била обележена и со злоупотреба на законодавството за клевета, како и со политички мотивирана распределба на државните рекламирања. Новинарот Томислав Кежаровски во 2014 година се уште бил во домашен притвор, откако во октомври 2013 беше осуден на 4,5 години затвор за наводно откривање идентитет на заштитен сведок. Неговата казна во јануари годинава му е намалена на 2 години затвор. Македонските новинари, како што се наведува во годишниот индекс на Репортери без граници, имале проблеми при известувањето од настаните. При тоа се наведува дека во јуни полицијата принудила неколкумина новинари да ги избришат фотографиите и видеата од протестот што го следеле. Македонија всушност е најлошо пласирана од другите земји во регионот. Пред Македонија се Црна Гора на 114-тото, Бугарија на 106-то, Косово на 87-то, Албанија на 82-то, Србија на 67-то и Босна и Херцеговина на 66-то место. Во годишниот извештај на Репортери без граници се наведува дека во минатата година бил забележан драстичен пат на слободата на медиумите во светот, главно поради активностите на екстремистичките групи, како Исламската држава и Боко Харам. Во извештајот се додава дека лани во 180 земји имало 3719 нарушувања на медиумските слободи, што е за 8% повеќе од претходната година. Најниско ниво на слобода на медиумите лани било забележано во Иран, Кина, Сирија и Северна Кореја. На дното на табелата се најдоа и Русија и Турција. Репресиите врз новинарите во Украина за време на протестите против прорускиот претседател во почетокот на 2014 година ја сместија ова земја меѓу земјите кои имаат ниско ниво на слобода на печатот. Истите причини се наведени и за Турција. Во извештајот се додава дека сите страни во конфликтите на Блискиот Исток, како и во Украина, воделе, како што се наведува, страшна војна на информации, меѓу што и директни закани, па и екзекуции на новинари за да ја интензивираат нивната пропаганда. Најдобро пласирани во годинашниот извештај за слободата на медиумите на Репортери без граници се скандинавските земји – Финска, Норвешка, Данска и Холандија.